колеги, новинари, ви благодарам на присуството на пресконференцијата. Заедно со нас селекторот на македонската репрезентација Гоце Седловски и капитенот на Македонија Енис Барди. Краток вовед најпрвин ќе даде селекторот Гоце Седловски, а потоа можеме со ваши прашања. Као прво, добар ден на сите. Одма да кажам дека Македонија е во голем предизвик за пласман на светско првенство. Со на сите наш, тренери, играчи, навијачи и цела македонска нација да се пласираме на светско првенство. Пред себе имаме една репрезентација Данска, кој многу пати сум кажал дека и цениме, и поштуваме, но овие играчи кои дојдоа до ова ниво да го играме овој бараш, сигурно се заслужни и затоа ги одбрав тие играчи и на утрешниот надпревар овие 3 дена кои работев со нив, видов позитива, видов енергија кај нив и мислам дека на задачите кои ќе му бидат поставени утре ќе одговарат сите 90 минути доколку биде положение, ќе мислиме после тоа. Ви благодарам. Колеги, можеме со вашите прашања. Саша Кузмановски, Спортско радио 903. Селектора, каква е атмосферата во репрезентацијата на ден пред надпреварот? Се уште официјално не го поминавте оној тренинг, допрва ќе следува. Горе-долу здравствениот билтен и се знаат ли од прилика, имате ли конкретна идеја како утре ќе пристапиме на мечот со Данска? Како што кажав, имав 3 дена припреми со играчите, мислам дека сосема сум изненаден за какви карактери се работи, какви играчи и излегуваме на утрешниот надпревар, има и изостанци тука со Алиовски кој не допатува со нас поради обврски во клубот и недолечените која има повреда, али не викнавме нови играчи, остануваме на тие играчи кои беа повикани и од прилика ми се врти во главата кои 11 ќе искачат утре и тие, дали биле тие 11 или тие другите кои ќе влезат, сите сме фокусирани, сите сме заедно, сите дишиме како една фамилија и така ќе биде и по овој надпревар. Нема тука, се знае што значи да се носи македонскиот дрес, ќе знае чим го облечиш, колку треба да даваш за него и на крај треба да го оправдаме тој дрес што го носиме сите. Благодарам. Наташа Дургутов, Зоран Мишевски, па Никола Гировски. Селекторе, која е нашата цел на утрешниот надпревар? Целта на Македонија? Благодарам. Па добро, кратко ќе ви одговорам. Нашата цел е дојдеме тука да одиграме и иако сите мислат дека не сме фаворити, фаворитската улога е даваме на Данска, но некогаш и фаворитите не победува, така нека биде и утре. Нашата цел да елиминираме Данска. Ви благодарам. Зоран Мишевски, Бул МК. Селекторе, две прашања. Веројатно имате дилеми околу тимот, но дали имате дилеми околу формацијата, околу системот на игра и дали имавте време да размислувате и да тренирате пенали? Благодарам. Па овие 3 дена трениравме се, мислам, анализиравме, трениравме, знаат играчите што барам од нив. Сега дали трениравме и пенали, нормално. Има играчи кои се и за тоа задужени, дај Боже да стигнеме до тоа. Али прво мислите ни се во тие 90 минути, па потом ќе мислиме за пеналите. А за формацијата? Формацијата, сега не можам да зборам у која формација. Јас сум одлучен, али не можам да зборам сега у каква формација ќе излезем утре. Благодарам. Никола Гировски, Мак фудбал. Селекторе, што ќе биде поважно утре? Дали да ги спречиме добрите страни на Данска или пак да бидеме максимално фокусирани на нашата игра и први да изненадиме? Одма ви одговорил, значи она што барам од играчите, фокус, желба на моите играчи, да излеза на терен, да се фокусираме ние како треба, нормално, да припазиме и на нивните играчи, знаеме со какви
играчи располага Данска, али фокусот ни е на нашите играчи, како да излеземе на терен, како да се поставиме и како да одиграме на тој натпрев. Артан Нухиу, Дамјан Николовски и Југослав Костовски. Добар ден. Селекторе, според вашите анализи за противникот, кои се нивните најслаби точки и најјаки точки? И за прашање за Барди, en is saast over stier wordt overballen met Danny Morgan, çfar pret te personalisht kanë të ndeshje? Иако сите мислиме дека ростерот кој селектор на Данска го објави списокот, дека има повредени доста Данска, има супер играчи, видено уште еднаш, покажано на анализа кои играчи што, нападот му е поголемиот дел поопасен, али се зависи од нас како ќе се поставиме на теренот. Нема тука дали сме у одбрана, дали сме у напад, сите колективно еден за друг треба да изгиниме на овој надпревар. Тоа му им кажал на играчите, свесни се тие и сосема сум изненаден од нивниот пристап кој го покажа овие денови кои сум со нив. Здраво на сите. Како што каже селекторот, значи тоа одговор го даваше селекторот. Мислам дека знаеме кај што му се слабите точки и јаките точки, оние знаат да играат и офанзивен фудбал. Се спремивме овие 3 дена што бевме заедно, направивме доста анализи, доста зборевме за тоа како можеме да ги спречиме тие нивни јаки страни, така да мислам дека сме спремни за све што ќе ни дојде утре. Дамјан Николовски. Имам две прашања, но тој се селекторот, другото за Барди. Прво за селекторот, Македонија и македонската јавност во нивно име го поставува ова прашање, памети, не би рекол чуда, сосема спортски заслужено, победи над Италија, победи над Германија, победи против репрезентации кога Македонија никогаш не ја носела фаворитската улога, но на крајот го добила резултатот кој што го посакувала и јавноста, и фудбалерите, и вие сите фудбалски работници. Па од тој аспект Македонија сега игра против Данска, се носите ли со притисокот, очекувате ли нешто повеќе, нешто плюс, да видиме во очите на фудбалерите против репрезентацијата на Данска, затоа што Македонија покажала дека може да игра најдобро кога најмалку се очекува тоа да го направи одма. Како прво сите да имаат пишано, сите мислат дека да, точно е тоа, на хартија Данска е фаворит. Али како што кажавте, овие играчи кои се повикани тука со силните репрезентации многу добро играле, така нека биде и утрешниот надпревар. Респектираме Данска, нормално, уште еднаш ќе кажам, голема репрезентација, секој настап има дали на светско, дали на европско првенство, али во фудбал се случуваат чуда, па чудото нека се догоди утре. Прашањето за капитенот за Енис Барди, не цели 5 месеци поминаа од гостувањето во Кардиф и 7-1 е резултат кој што не потсетува на она што се случи во Манчестер. Тоа е истата генерација која што правеше резултати против Италија и Германија. Каква е сега самодовербата меѓу играчите? Имавте време да се консолидирате како тим, како поединци, но верувам дека и како другари и пријатели. Па по 7-1 против Велс, како сега против Данска, како се чувствувате како луѓе? Добро, мислам дека тоа више стои, научивме доста работи од тоа, зборевме со сите играчи, направивме наши индивидуални анализи и мислам дека сега со нова енергија, со нова приступ, значи мислиме на ова што не очекува, што е утрешниот надпревар и мислам дека свесни сме за тоа што не очекува, што може да ни дава овој надпревар утре. Така да видиме утре како ќе биде, дај Боже да сме во наш најдобар ден и со ова енергија, со овие емоции што ги имаме, што едва и чекаме да почнува утакмица, да сме спремни на све. Југослав Костовски, Македонска телевизија. Добар ден, поздрав до капитенот и до селекторот. За двајцата истото прашање. Дали ве мотивираат и како реагирате на супер оптимистичките очекувања
на Данска во поглед на овој натпревар? Па секако, тоа е поголем мотив, подценувањето од нивна страна, али кај сите играчи им кажав и денес на состанок дека поголем мотив од тоа не може да биде. Значи, кога легуваш на вакви надпревари, кога противникот те подценува, можеш да дадеш над максимум да покажеш дека си подобар од нив. Секако дека се работи за добри играчи кај нив, кажав, али Македонија има добри играчи кои играат во добри клубови и ме радува тоа што сите репрезентативци имаа минутажата во своите клубови, така да спремни се, мотивирани се, како што кажа и капитенот за утрешниот натпревар. Гледам во очите кај нив, концентрацијата ми е најважна за овој натпревар и колективот. Значи исто како што кажа селекторот, мислам дека у најголем дел од овие утакмици, големи утакмици бевме подценати, нели? И тоа мислам дека добро ни доаѓа, така да утре ден е време да се покажува тоа на терен, кој е подобар и кој може тие 90 минути да гине, значи на терен. Никола Ѓуровски, па Огнен Дочиновски. Селекторе, вашиот колега, селекторот на Данска, изјави дека очекува тензичен, нервозен надпревар кој ќе се решава во самиот финиш. Што очекувате вие? И уште едно прашање, речи си целата данска одбрана е променета, ќе играат други играчи за разлика од претходните надпревари. Дали тоа можеби ви створи дополнителна тежина околу анализирањето, со оглед дека се сосема нови кои што па веројатно дека ќе видат и поголемиот дел дебитанти? Добро, селектор нив изјавата видов дека ќе игра стрпливо, нема да не нападна првите 10 минути, тоа не се сложувам со тоа, знаеме како игра Данска тука, може тоа не знам што. Фокусот треба да биде кај нас и тоа ќе се поставиме на терен онака. А што се однесува до играчкиот кадар нивни, почнувајќи од голманот и првиот голман не му брани утре и одбраната, не треба и тоа да не залажува. Фокус, концентрација на тие нападачи кои играат напред и кога треба да се работи од дефанзива, кога треба да напаѓаме тамо компактни, значи ние да си ја завршуваме својата работа за нив, малку нема што да анализираме више. Све е кажано, све е објаснато и да излеземе на терен да го покажеме она што знаеме. Огнен Дојчиновски. Селекторе, познавајќи ви каков играч бевте, дали е ова надпреварот кој што го посетувате за вашиот дебют или може би некој друг? Дали е ова конкретно важно за Мондијал е мечот на кој што сакате да дебитирате? Добро, на деби на преврат славеше против Литвани. Да. Официјално. Најзаслужни се играчите, кажав за ова што се игра утре, за овој бараж за пласман на светско првенство. Нормално, секој тренер кој работи во тренерската кариера сака да стигне до оваа позиција. Еве баш се случи баш на овој надпревар да бидем јас и секако дека сум горд и ќе дадам се од себе тој надпревар да биде у позитива. Милче Дургутов. Прашање едно исто до селекторот и до нашиот драг капитен Харди. Селекторе, недосмислено кажате дека Македонија е дојдена да елиминира Данска. На тој пат се надевам успешен крај за нас. Кој е вашето мислење и дали тоа може да биде мотив или ветер во грб една фаланга од 2000 навивачи кои се најавени дека ќе бидат на паркен со цела подршка за нашиот национален тим? Да, благодарам. Се извинувам, е на порака, се извинувам селектор, е на порака од вас двајцата до нив, бидејќи они утре имаат и пријателски надпревар во 1 сат играат со данските навивачи. Како прво им благодарам на сите навивачи кои ќе дојдат утре тука да не бодат, сигурно дека многу ќе ни значи на сите нас. Нормално на таква атмосфера кои данските навивачи ги има повише, али се знаеме што значат нашите навивачи кога
дадат аплаузи на нашите играчи, мотив повеќе за докажување и ние треба да узвратиме со добра игра и оно пошто сме дојдени тука. Нормално кажав пласман, не подценуваме никого, они се фаворити, али наша цел е да се фокусираме на нашата игра и дали ќе елиминираме тоа на крај ќе видиме. Добро, ја само можам да кажам дека поддршката нивна секогаш се осетил. Кога игравме секогаш дома, значи беше полн стадион и покажавме многу пати дека оние се 12 играч наш. Утре не може да бидат сите на стадион, али можам да кажам дека цела нација е со нас пред телевизија, било каде и да е, ќе гледаат оваа утакмица, така да мораме да сме горди најпрво на себе и после да даваме својот себе за овој дрес и за нашата земја. Дамјан Николовски, па Зоран Мишевски. Прашањето ми е и за селекторот, може и Бардија се приклучи ако сака да одговори. Елиф Елмас игра заедно со Расмус Хојлунд и двајцата се во одлична форма, особено напајачот Ној Елмас се враќа во оној ритам во кој што сакаме да го гледаме за Македонија и за неговиот клуб. Колку помогна, имавте ли време да поразговарате на таа тема, затоа што јасно е дека Хојлунд ќе биде стартер, тој е прв напајач на Данска нова генерација, треба да предводи последниве 10 години. Колку Елмас помогна околу тоа како треба и дали може да се чува и на кој начин напајачот на Наполи првиот шпиц на нова генерација? Па да, разговараме, али изјавата негова дека не сме ние Германија или Франција малку поголем мотив ни даде. Така ли? Секако дека разговараме и со Елмас и со сите играчи, ги анализираме сите, не само Хојлунд. Значи, добра репрезентација, добро све, али малку не поводи таа изјава дека сме малку полниско, да, точно е тоа, али и Македонија има своји сили, своја енергија да покаже нешто на утрешниот напред. Само што слушнав Елиф пред неколку дена како збори со одбранбените играчи, му објаснуваше како да го чуват и да го чува шпицот и колку значи е ризичен у некој покрет него. Така да анализиравме све, зборевме многу и Елиф ни помага доста, така да секој од нас пробува да дава све од себе у секој сегмент, така да дај Боже утре да е тој ден што ќе ни дава и Господ исто помош му. А Зоран Мишевски? Прашање за капитенот. Костурот се репрезентативци кои што играат години заедно, меѓутоа има тука и нови момци, некои кои прв пат се повикани, некои веројатно кои ќе дебитираат, па еве какви личности се, какви фудбалери се, колку вие им помагате да се имплементираат, мислам на Херера, на Мусовски, на Фетаи, на сите оние кои што се повикани, кои што треба да дадат придонес во овие два надпревари. Како што кажа селекторот малце порано, ние сме една голема фамилија овде, се чуваме еден за друг, мислам дека секој е добродојден во репрезентација кога селекторот ќе одлучи кој да го викне. Ги примивме многу добро и посебно Јарела што збори многу добро македонски, нема никаков проблем. Со него е многу лесно да се комуницира. И ја мислам дека секој од нив влезе више у тој ритам, фамилиарен ритам што го имаме у ова репрезентација. Само да изгинеме, да даеме све од себе, тоа што се бара од нас, да се пренесе у терен и на крај да сме сите среќни и значи да се вратиме у Скопје со крената глава.